Тој испрати пациент дома за да умре, затоа што таа не можеше да си дозволи да плати мито. Тој беше платен да гледа настрана, кога една фабрика истори токсичен отров во локалната река. Таа наплатува нелегални такси во незиното училиште и така децата од сиромашните фамилии остануваат без образование. Тој користи пликоа полни со пари за да победува на тендери, додека неговите конкуренти банкротираат. Тој дозволи полицаецот кој малтретира затвореник слободно да си замине. Корупцијата предизвикува непроспиени ноќи за милиони луѓе. Зошто не и за корумпираните? Време е да се разбудиш. Отидов право кај овој познатиот психијатар Стојко Пушев. Он се прослави по тоа што излегуваше на телевизија и тврдеше дека хомосексуалноста е болест и дека може да ја лечи со ефикасен третман. Инаку тој Стојко Пушев е истиот оној тип кој што исто така се прослави на телевизија кога тврдеше дека Александар Македонски бил обрежан и кожичката од неговиот ценет кралски пенис дека е ставена во златно ковчеже, а ковчежето е закопано некаде во Македонија. Паско му шепнал. И уште кажа дека кој го најде кожичево, ке се стекнел со огромна моќ и бериќет. Тоа е исто као со крстот. Го наоѓаш кожичево, идеш од врата на врата, звониш и викаш: добар ден, да го бакнете малку кожичево, да оставите некој денар, ќе ве прати цела година, среќа, бериќет. Ај си викам, добре, еве оваа година ќе го најдеме на Александар, ќе обакнуеме. Ама чие кожиче ќе бакнуеме следната година? Она на цар Самуил или она на крали Марко? Или не дај Боже да дое такво време да го бакнуеме кожичето на Црна Арапина. Добро, не се отидов кај доктор Стојко Пушев, нели влагам внатре, му викам: добар ден докторе Пушев, јас сум педер. А он мене вика: хајде бе Кира да му го запоебам, па ти не си педер, ти си само малку настинат, тебе стручно кажано газот ти диши да му го запоебам. Ама вика, немај гајле Кире, јас тоа ќе го средам со ефикасен третман. Шо викам, докторе, ќе ме ставиш во соба со црнци да играм брканица. Тебе Кире да ти го запоебам. Па првата работа што ја кажав тебе одма те асоцира на секс со маж да ти го запоебам. Не викам само секс, докторе, некојаш играме карти, табла, домино, PlayStation. Ти викам, докторе, не играш карти со мажи. Добро бе сега Кире да му го запоебам. Па нормално дека играм карти, ама сега јас не сум тој што се прашува. И у тој момент докторов извади една банана од фиока и вака ми вика: ајде сега Кире да му го запоебам. На што те асоцира оваа банана? Па добро бе, викам, докторе, банана па ме асоцира на патлак. Гледаш ли Кире дека газот ти диши, дека си настина да ти го запоебам? Видели сам? Викам, докторе, чекај бе, полека, викам, докторе. Ти, викам, бананава тебе на шо ти личи? И тука кога му го кажа тоа, он почна да превртува со очи и вика: добро бе, сега Кире, бананава сега мене на шо ми личала? Па добро, ете ми личи на патлак. Аха, викам, докторе, а крастајцата на шо ти личи? Добро бе, Кире, сега крастајцата ми личи на патлак, ама шо ама бе, му викам, докторе. Шо ама? Бананата ти личи на патлак, крастајцата ти личи на патлак, играш карти со мажи, а вамо на сите телевизии тврдиш без срам и без перде дека хомосексуалноста е болест. Па ти, значи, докторе, дека и тебе ти диши газот. Како може би, викам, хомосексуалноста болест? Викам, докторе, хомосексуалноста не е болест. Викам, болест е, докторе. Сакаш да ти кажам, викам, што е болест? Кажи, вика, Кира, му го запоемам, кажи. Викам, болест е, докторе. Кога на оној што е на власт, сакаш да му се увлечеш у гзот со секундори и од тоа да правиш пари и кариера. Ете, тоа е, викам, докторе, болест. А што е хомосексуалноста, докторе, неам појма. Ама знам само една работа, дека со векови никој не успел да ја победи. И ако веќе никој не успел да ја победи, а не сакаме, нели, да и се придружиме, тогаш, докторе, дај, викам, барем да не ја мразиме. Кој сака да си биде педер, нека си биде без срам и без перде.
А сега на коњи, брзајте вказ, оти ке треба да дадете газ. Ако ве сретне трубадур, фатете го сите за тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Hvala vam mnogo. Beste super publika. Hvala. Не знам колку од вас некој длабоко видел предвистина мишна система што вели ке биде лижавче. Лижал во плетење исклучена е свеста. 200 ради реда по барови во темни места. Препознат 90 по одот на километар. Панталонат во цепка тенка женско држване и смет.